Попова шапка е едно од најубавите места во Македонија. Со природен снег, надморска височина, многу сончеви денови во годината и пејсаж што го запира здивот. Но колку што е потенцијалот голем е и апсурдот зошто со децении не успеваме да изградиме модерен ски центар од регионален ранг. На крајот од сезоната зборуваме за убавините, за реалноста, пропуштените шанси и за тоа дали конечно доаѓа време за вистински исчекор. Добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. Денеска со Станислав Бојчевски, технички директор на ски центарот Попова шапка, и Вук Аризановски, ски инструктор од школата Љубатен. Господа, добре дојавте од Тетово во Скопје. Добре најдојав. На почетокот вака би ве прашал ако со една реченица треба да објасните на гледачите зошто Попова шапка е посебна, различна од сите други ски центри, како би ја опишале? Пред се здраво, можам да ја опишам пред се со надморската височина, што има 1800 метри, со тоа што за нас од Тетово Попова шапка е најубавото место за скијање, за туризам, за дружење и за се. Вие Аризановски како би опишале Попова шапка? Што за вас представува? Попова шапка сепак е најблиску до нашиот град и за нас представува и најубаво место и од деца каде што смо растеле тука, скиеле од најмали години. Мислим и други центри се убави. Сега секој си го сака своето. Така. Добро, еве сега сме на половина од март. Ако се навратиме наназад, ова би можеле да кажеме дека е една од покусите скијачки сезони, бидејќи, ако добро се сеќавам, оваа ски сезона ја отворивте точно на 11 јануари. Може би добро да спекна тоа што беше распуст. Школскиот распуст го фативте, меѓутоа снегот оваа година дојде доцна. И сега некаде пред крајот, ако давате некаква оценка на оваа сезона што изминува, што е добро, а што е лошо, каде се почувствуваа старите слабости или направив исчекор ако се споредуваме со сезоните претходно? Претходната сезона 2024-2025 започна на околу 20 декември, каде што го фативме цел распуст на дечињата и можам да кажам дека минатата година е малце поуспешна од оваа година. Оваа година започнавме на 11 јануари. Исто така, да, имаме снег, но распустот, каде што имаме многу туристи, имаме многу дечиња, ни доаѓа на 10 дена каде што започнуваат повторно со учебна година. Можам да се пофалам дека и оваа година ни е успешна и се уште имаме снег. Денес, 17 март, можам да кажам дека се уште работаат ски лифтите. Не знам до кога би траела сезоната, но мислам дека до крај на март би траела сезоната. Имате впечаток дека повеќе доцни снегот или повеќе доцниме ние како општество да организираме систем што ќе овозможи на Попова шапка скијање и без оглед на природните околности, односно на тоа дали ќе заврне снег или не? Мислам дека доцниме ние, но еве, сега моментално имаме снег, немаме скијачи. Мислам дека доцниме со години како држава, доцниме затоа што Попова шапка би бил еден од најдобрите ски центри на Балканот, да некој се потрудил да го направи тоа. Ние работиме со 3 жичарници и 5 ски лифти, кои се направени, зборам само едниот шестоседот е направен во 2020 година, е започнат со да работи во 2020 година. Другите ски лифти, можам да кажам, се стари над 50 години. Да, ние ги сервисираме, се што е потребно, тие се технички исправни, но сакам да кажам дека потребно ни е голема инвестиција, затоа што Попова шапка може да биде и се надевам да биде еден од најдобрите ски центри во регионот. Добро, објасните ми, велите имаме снег сега моментално, горе на шапка, но нема туристи. Зошто нема гости? Нема гости затоа што, да, како што кажав претходно, потребни ни се многу нови инвестиции, да, имаме 8 патеки,
вкупно 20 километри имаме за скијање. Се надевам дека нас ни се потребни и надворешни туристи, кажано не само од Македонија, потребно ни од регионот, од Косово. Да, имаме од Косово што доаѓаат, но потребни ни се од делот Србија, дел од Бугарија да доаѓаат, за да го напуниме тој капацитет Така. на Наместо тоа, ние од Македонија одиме во соседството, во Србија или во жал, Бугарија, За бидејќи таму ски центрите нудат подобри услови. Добро, може ли да ни опишете, велите нема гости, меѓутоа ски терените се отворени, ски лифтовите работат и во понеделник и во петок. Сега веројатно има посетители само за викенд. И тоа домашни туристи главно. домашни туристи имаме за викенд. Може ли да ни кажете, рековте функционираат сите ски лифтови? Што Да. тоа значи? 4 ски лифта? Се во постојан Пет погреб? ски лифте се Од во колку постојан почнува наутро, до колку трае попладне, до колку работат, колку е цената на ски картата, може ли да се изнаеми опрема, како тоа функционира? Да ни опишете еден просечен скијачки ден на Попова шапка, како изгледа? Значи, работиме од 8:45 до 3 часот, викенди до 3:30. Ме прашавте, сите жичарници работаат сите ски лифти, во тоа што гледаме како е капацитетот, дали имаме доволно гости, Зависност од скијачите. зависно од скијачите, тога и го активираме и шестоседот, но претежно работи во неделата си работи ти И за 7 дена. панорамско разгледување. Да, пошто доаѓаат и гости претежно викенд панорамско да си ја разгледат Попова шапка, правиме со шестоседот панорама, но пак ќе кажам, ме прашавте извини за опрема. Опрема има да се изнеми, може да каже и инструкторот Да, како еве, започнува еден ден на Опрема горе може да се изнеми на повеќе места. Значи што и да е потребно, дали од кондурчиња, скичиња, колку е за ракавици. цел ден да се опреми комплетно скијачка? за деца до 8 годишна возраст е 400 денари. За повозрастни од 600 па нагоре, зависно од возраста. И За тоа е за возрастни цел луѓе до ден. колку е? Молим? За возрастни луѓе колку чини? 600-800 до 1000, зависи кај ќе ги изнемите. и зависи што опрема? опрема Што ви ви треба, треба, да. Од кој бренд ски, веројатно какви Дали чевли? ви треба ночари, кацига? Дали кацига плюс. Да, значи се иде, ако ви Плюс требаат и само цената. кондури, се разбира Така. дека ќе платите најмалце. Колку се цените на ски Цените билетите? се сега намалени, тоа што се 1100 денари е за возрасен, за Дневна карта? Дневна карта, да. Полудневна е 900, 400 денари е сега моментално од понеделник до четврток за дете до 14 години, да. И така. Сега се намалени билетите со тоа што сакаме малце да привлечеме повеќе гости. Викенди имаме, но морам да кажам само да дополнам, пошто имаме и великденски пости и рамазански пости. И тука се намалува капацитетот, тој што пости не може да дојде и да скија 3-4 часа, сакам да кажам. И мислам Зошто дека има ли во ресторани посно мени? Ако им понудите посно мени, може би има, да, за нас ние што постиме ка на пример е лесно, но за нив е малце потешко и претежно зборувате за верниците од за исламска верницата, да, вероисповед, кои да, мусиманска вероисповед е малце потешко и тука малце капацитетот на скијачи е намален. Добро, велите минатата сезона генерално била поуспешна малку заради траењето 20 дена повеќе, бидејќи го фативте целиот школски распуст. Школскиот распуст тогаш е шапка исполнета, тогаш имате и вие работа. Највише наплив им на гости и на посетители. Во меѓувреме вие имате работа сега само за викенди или Моментално не. Ние работевме до 1 март. Направивме едно такмичење за нашите деца од школата, доделивме награди, пехарчиња и со тоа одбележивме затварање за сега нема потреба некој ако има други ски школи што работат? Има и други ски школи, доколку се јават кај нас, ние ќе ги проследиме кај другите инструктори. Така, меѓутоа инструктори за деца има и секој викенд, веројатно и секој ден може да се најде. Да, може. Колку чини час обука? Обуката чини 1500 денари за цел ден. 4 часа активни скијање. 1500 денари. Да. Добро, најмногу гости се од Македонија, веројатно? Па, Македонија. Претежно да. Кога станува збор за гостите од странство, од каде доаѓаат најголемиот број? Доаѓаат Србија, Косово доаѓаат од Албанија,
дел од Бугарија доаѓаат. Но имаме гости од Данска што доаѓаат, од Шведска, затоа што Попова шапка е позната и по фрирајд скијање. Може знаете, може не, ако да ве запознам, значи се работи за скијање над планината, кажано над вански патеки. Вански патеки. На сопствена одговорност. На сопствена одговорност, каде што се приватњаци, се разбира, и скијаат на длабок снег. И тоа е атракција за нив и нешто посебно, каде што се задоволни и тука ни хотелскиот капацитет, можам да кажам, на дел од хотелите е исполнет со странци од Шведска, од Норвешка, од Данска и така натаму. Добро, и кога ќе дојдат и нашите гости кои веројатно прв пат или кога ќе се вратат повторно на Попова шапка, но и странците особено. Што е она што најмногу ги одушевува таму, а што е прва забелешка што е стасува до вас? Што вие слушате како реакција, како вие како домаќини од гостите? Постојано со скијачите тука се разбира. Помагам во работата, во сето, во техничкиот дел и сакам да кажам дека ги воодушевува самата височина на планината и снегот. Можам да кажам сега да заминете, има метро снег има. И природната убавина. Значи, самата природна убавина, самиот снег, самата височина. Значи, ние ја имаме Церипашина, каде што шарпланинскиот куп е започнат пред 1947 година. Рачунајте кое време се скијало и на таа планина на Церипашина, каде што е едно од најубавите ски патеки за скијање. Да, треба да се одржува, ни треба нова, дали гондола или нова жичарница за да се пристигне, пошто таа е сега многу години е работана и е стара. Ни е потребна нова, се надевам дека ќе има орган, знам дека државата ќе помогне за да се направат многу повеќе гондоли и многу повеќе ски лифтови. Добро, за тоа подоцна, рековте, најмногу ги одушевува тоа што има снег. Природен, веројатно, височината, поставеноста, значи тоа што ни го дала природата. Кои се најчестите забелешки што ги слушате од гостите? Бидејќи сте меѓу туристите, на што најмногу забележува? Најмногу паркингот. Претежно за време на распустот, викендите, со паркинг има голем проблем. Што друго, например, ако скијач кој бил на Копаоник, бил во Боровец, во Банско, во некој од соседните земји, во оние убаво опремени ски центри, кој ќе направи компарација со Попова шапка, што ви вели обично? Пред се, значи ние со мојот почеток на работата на Попова шапка гледавме да ги средиме тие работи што ни се основни. Ние почнавме со основните работи кои не се со години не се кажано чепнати. Што конкретно, например? Нема обележување на стази. Ние скијаме на стази. Значи стубовите не се направени за да ние ги обележавме за да не можеш да се повредиш. Сакам да кажам многу основни работи. Значи друга работа, дефект на скилифт се дешавало пред јас скијам цел живот и се дешавало со години каде што еден скилифт ќе се расипе и го остава туку така. Остави го, се расипал. И си другите. Значи, сакам да се пофалам дека оваа година немаме дефект. Да, се дешава дефект од саат, 2 саат. Морам да ги пофалам сите вработени на Попова шапка, што 24/7 се тука и работаат без кажано со срце за Попова шапка. И затоа немаме ни еден дефект, но да, потребно е многу повеќе. Што е од друго скијачите што скијале во регионални или европски ски центри кога прават компарација со Попова шапка? Кога станува збор за ски патеките, например? Ски патеките, мислам дека и ние сме со најголема надморска висина со почетна точка на ски патеки. Некои други центри започнуваат од 800, 900, 1100. Ние започнуваме со 1600. Ние сме на најголема висина. Патеките се добро организирани, само пошто знае да има и доста многу скијачи, потребно е и самиот центар да се обезбедат и нови патеки.
потребно да има и нови патеки. Кога се компарираме со овие од соседството, вие рековте имаме ски патеки во должина од 25 км. 25. Колку имаат, на пример, Ванско, Боровец, Копалник, Пампорово? Па ја мислам дека они имаат у три ски лифти имаат 20 км. Немам тачната информација, но знам дека сигурно се многу поголеми. Затоа што он сакаше да каже Вук дека во една стаза и да ни се дешаваат и повреди се, има премногу скијачи. Значи, во тие две стази, три што ни се стварно највозени кажано. Кои се најзафатени стази? Па Сртот е и Ге. Претежно Сртот, Ге, да. Тие се највозени стази каде што лесно можеш да пристапиш до пак да си се вратиш на жичара, па да си се качиш горе. И колку фреквенција има на овие патеки кога е шпиц на сезоната? Од две страни ти можеш да се качиш, да се искачиш од Г, од ски лифтот што е на Г, и можеш да се искачиш од 607. И тога и станува голема гужва и сите се пуштаат, зборам за викенд. И тука се дешава. Колку во просек ски билети продават, односно дневни карти? Над 1000 карти е за недела. Значи од понеделник до сабота е помалку продажно, во недела се разбира. Значи, колку е во недела, кога е? Над 1000 карти. Над 1000 скијачи. Се создава метаж на каде патеките што или не? Можам да кажам и 400 имаме предходно продадени сезонски карти. Значи имате вие 400 активни скијачи, еве да кажеме доволно 150-200 да скијат во недела, сигурно доаѓаат со сезонски билет и тие што купуваат билет. Имате ли механизација добра за тапкање на снегот? Како се викаат тие ратраци? Тие се викаат ратраци. Имаме 4 активни ратраци, каде што после работното време започнуваат вработените да ја тапкаат стазата. Со тоа што таа навечер ќе си направи лежиште или кажано тетовски ќе се стврдне и спремна е за утредента за скијање. Так. Еве велите ски центарот за жал со години запоставуван, немало ни обележување на ски патеките, немало ни обезбедување на оние опасни точки кои се наоѓаат на патот. Вие тоа како ново раководство од минатата година го направивте. Што е сега следен предизвик за вас како ново раководство? Што не успеавте да направите оваа сезона, а сакате да направите? Разговараме со, како што кажав, потребно ни е прва и единствена точка, ни е најголема е паркингот. Значи потребно дали е катна гаража, каде што на самиот паркинг кај хотелот Инекс може да се имало проект каде што не знам се стопирало од кои причини не знам, но може да се направи катна гаража. Со таа сама катна гаража може да го избегнеме да ја избегнеме гужвата, со тоа што втора работа ни е гондола од Тетово до каде што работаше таа до 2000-2001 година. Добро, што правите за паркинг? Еве, велите паркингот е клучен, главен проблем е паркингот. Имавме пред да се отвори сезоната, имавме состанок со полиција, со националниот парк, каде што се договоривме сите заедно да се искоординираме и да направиме организација како што се доаѓа. Првите три ние сега моментално имаме 3 паркинг. Кај Славија, доле кај Тетекс, тоест кај Инекс и уште еден паркинг имаме тука лево. Тој капацитет кога ќе се надополни, а лесно се пополнува, се по патот каде што идат самите возачи, каде што имат, си се паркираат со полиција, полицијата ги организира. Мислам дека неделите малци не голем проблем не е само неделата. И тука се ствара голем хаос. Меѓутоа тесно грло е и долу до Тетово, уште во центарот на Тетово каде што се двои патот за Попова шапка и таму е тесно грло. Тесно грло е. Значи стасувањето до Попова шапка е проблем, не само паркирањето. И затоа и туристите се малце кажано љути, нервозни и се револтирани. Какво е решението за овој проблем? Само гондола. Каде што гондола 20 на минути, гондола имало пред 2000 година, каде што многу полесно, можам да кажам, родителите наши, ние сме биле деца, каде што многу полесно се стигало до Попова шапка. И сега на овој план што правите? Има разговори за гондола? Има разговори, со кого? да. Што е проблемот да се активира гондолата? Со инвеститор има разговарано, но чекаме. Не е до нас.
Значи се чека на повисоките органи. Добро, и оваа ски сезона ја изработивте со колку проценти од потенцијалот што го има Шапка, например? Веројатно како природен дар неизмерлив потенцијал. Сега работите со 30% од вкупниот потенцијал или уште помалку? Не, 30 може да се каже и повеќе од 30. Го користиме сите патеки, сите ски лифти, но за жал паркингот и организацијата за тоа. Два хотели, моментално едниот не е во функција. Значи и хотелите што се на под Попова Шапка не се во функција. Оставени се, јако дојдов, оставени се. Нема шанса ти да ги реновираш. Мора нови хотели. Мора да дојде инвеститор, нешто да се направи, нешто зашто вака се работа во поранешно време, пред 20-30 години Шапка била многу подобро. Имало диско, имало, не знам, барови отворени, хотелите работели во полн капацитет, сега е све кажано старо. Но ние го користиме тоа, но не знам. Добро, значи еден проблем е паркингот, втор проблем и пристапот до горе. Втор проблем е сместувачки капацитети. Има ли доволно заедно со приватните хотели таму или нема и доволно сместувачки капацитети? Колку вкупно луѓе можат да се сместат и да представуваат на Попова Шапка во истиот момент? Може да ви каже и инструкторот, пошто имаме викенд населба, каде што имаш приватно да изнемиш апартман, да. Тука малце они не ваѓаат од Има приватни сместувања доста викендички приватни што си ги земува. И тука е поевтина и цената и доаѓаат млади деца од секаде се сместуваат. Имаме околу 3-4 хотели имаме, приватни хотели. Нашите хотели не работаат, за жал. Ниту еден хотел што е во склоп на Попова Шапка не работи? Да, ниту еден. А имате 3 вкупно? 2 вкупно. И зошто и двата се толку упропастени што не можат ни да се отворат воопшто? Упропастени се, да. Што значи тоа упропастени? Нема струја, нема вода. Струја има, нема вода, значи е хаос. Хотелот е, немам некои слики да покажам. Оставено како што од порано истото. Од порано. Значи 11-12 години никој ништо не направи. Ништо. Значи Добро, до пред неколку години се зборуваше за италијанска компанија која беше заинтересирана да инвестира таму, се споменуваа суми од неколку стотици милиони долари, 160 милиони евра. Да. Како беше името на италијанската фирма? Алпи. Така нешто, да. Техноалпин. Техноалпин. Да. Сега во меѓувреме нова гарнитура најавува инвеститори од Катар. Така беше барем она што го спомна градоначалникот Касами, а потоа и премиерот рече нешто слично дека станува збор за инвеститор од Блискиот Исток. Што конкретно значи интерес? Има ли физибилити студија, има ли писмо за намери? Сте виделе вие катарци дошле, сте ги виделе горе на терените? Дошле. Да. Што правеа катарците горе? Ја разгледаа планината и беа воодушевени, кажано. Што они немаат таква планина, таква височина, надморска височина. Да. Лично и премиерот ни кажа, и ја верувам силно дека тоа ќе се оствари, затоа што потребно ни е. Потребно е затоа што е потенцијал, многу дечиња имаме, во јануари имаме преку 300 дечиња што скијаат, што доаѓаат од Тетово, од регионот, од секој град, од сега. Добро, кога беа катарците горе? Шииците дојдоа, видоа, си заминаа. Кога се случи тоа? Мислам дека минатата година. Во меѓувреме нема следен чекор, нема писмо за намери, нема физибилити, нема конкретизирање на тој интерес за инвестирање? Да. Премиерот најави на 5 јануари беше гостин на Попова Шапка во манастирот и најави инвестиција од Катар. Каде што мислам дека ќе се оствари тоа. Кога ќе се оствари? Бидејќи катарците биле минатата сезона. Да. Сега премиерот вели имаме интерес. Многу бавно оди ова. Па бавно оди затоа што не се работи за голем скијачки центар, мислам дека и немам повеќе информации околу. Добро, Ризановски, не мислите дека можеме сами како држава, бидејќи со Попова Шапка стопанисува електростопанство на Македонија? Не сум, да. Значи, едно од посилните компании во Македонија која произведува струја, која продава струја.
Значи, која има реално бизнис што работи, што функционира. Точно да, ама Зошто сами не се организираме како држава, како систем да направиме нешто? Не можеме сами без странски инвеститори? Да го решиме проблемот, да почнеме со мали чекори кон нешто или Мислам дека можеме и сами. може нема интерес. Друго е тој инвеститор што се спомнува, тоа ќе биде голема работа, голем проект за тој инвеститор ако Ако започне. дојде, ќе се отвора нови стази, нови скелети. Значи он сака да каже дека, тоест лично кажа дека ќе направи горе град каде што ќе има мол, каде што ќе има повеќе хотели, капацитет, многу вработувања, зборам приватни се разбира, значи во хотелот, спа центри и така натаму. Он вика ќе поминеме и копалник, но се надевам, ја верувам и се надевам. Да, може малце кризата, извинете, кризава што е моментална. Добро, кризата е од 28 сега, февруари, да, сега е. Да. Претходно, значи, од цела година од како биле катарците тука, не се случило ништо во меѓувреме. Се разговара, јас мислам дека. Се разговара. Добро, додека се разговара и дека не дојде конкретен инвеститор и да не почне нешто големо како што велите. Може ли Попова шапка да живее само од ентузијазмот на луѓето што работат таму? Ете, вие како нов технички директор, вие како ски инструктор, секоја година да го правите тоа што можете да го правите, меѓутоа во такви ограничени околности, зависни од таква инфраструктура каква што е и сите проблеми. Може, но пак ќе кажам. Па со години така и функционира. Со години функционирало, но мислам дека треба да се искористи таа планина. Треба да се искористи потенцијалот на планината. Тоа може да функционира, не знам до кога. Добро, велите проблеми со сместување, проблеми со паркинг и пристап до таму. Да. Читаме и знаеме дека исто така Попова шапка има сериозни проблеми и со нехигиената, односно со отпадот. Што направивте вие во насока на решавање на овој голем проблем? Пак ќе кажам, во недела и сабота доаѓаат многу деца каде што прават панорамско и со кајк си се лизгаат, се возат. Јас лично ја поминувам планината, може да се каже 10 пати. Пешки, пешачам и гледам лично од родителите и од децата. Значи он дали чоколадо или нешто, си јаде и сега за секој треба да идеш да го поменуваш. Да, ние чистиме планината, ја хигиенски, но пак ќе кажам, се до тој што доаѓа. Не можете вие да исчистите толку колку што туристите може да извалкаат? Така. Не зборам дел од туристите. Веруе. Добро. Како и да е, во очекување на тој милионски проект, Да. вие како луѓе кои имате одговорност таму, веројатно мора да правите мали чекори за подобрување на нештата и во таа смисла ве прашуваме еве сега на крајот на оваа сезона, што е тоа што ќе го направите за следната сезона да има повеќе ред, да биде подобро одржано тоа што е, да има подобра сигнализација, безбедност на патеките, подобра организација од сите аспекти. Веројатно тие што валкаат треба да бидат санкционирани ако валкаат и ако не го ставаат сметот таму каде што треба да го ставаат сметот. Во ваша надлежност е да го организирате тој систем со мали чекори додека дојде таа голема инвестиција ако воопшто дојде. Пред се сега целта ни е да го разработиме летниот туризам, каде што ќе ставиме даунхил патеки, пробуваме во договор сме со едно друштво на маунтајн екипа Што е тоа даунхил? Даунхил Во превод? за маунтајн байк возење, каде што малце има препреки, малце планината. На планински патеки. Па да, и тоа исто. Пробуваме, разговараме со нив, каде што со самата жичарница ќе се искористи шестоседот и од тука почнуваат во мерени са 3 патеки. Значи снегот кога ќе се стопи, почнуваме со работа на маунтајн патеки. За сега нешто да пробаме да го разработаме. Сметате дека веројатно и до сега е грешка што на Попова шапка без оглед на природните убавини и таа надморска височина и бројот на сончеви денови и број на денови со природен снег се работело само како дестинација за зимски туризам. Веројатно, освен ова што го спомнавте, планински велосипедизам, може да се организираат и некои други адреналински спортови, семеен туризам, екотуризам, планинарење. Да.
сакав да надополнам. Ајде. Планинарење, планинарски патеки се дешава. Има планинари што доаѓаат, се сместуваат, се разбира, на Попова шапка, каде што идат на Титов врв, од тука идат на Лешница, на Караниколичко езеро. Целта е да ги привлечеме туристите, да почнеме од нешто. Значи, моментално на Попова шапка летниот туризам е оставен на нула. Немаме ништо. Затворена е планината. Да почнеме од нешто каде што може да ставиме стрелање, да ставиме патеки за параглайдинг, значи да отвориме Црепашина да има параглайдинг и така натаму. Во разговор сме со повеќе друштва, па ќе видиме. Ќе има нешто до предстојното лето сега? Ќе има лето. Некоја нова понуда ќе има. Дополнително од минатото лето? Да, ќе има. Добро, кога стоите долу во Тетово и кога ја гледате шара, кога ќе погледнете нагоре, веројатно си викате, можеше ова да биде чудо на Балканот, може и пошироко. Тоа зборува за нас како држава, веројатно како општество, како систем, што не знаеме природните дарови да ги искористиме како што треба. Меѓутоа, што чувствувате повеќе? Гордост што ја гледате шара таква како што е или тага за пропуштеното? Јас гледам моментално гордост и верувам дека и треба Попова шапка, барем за идните генерации, да биде најдобро туристичко место, зборам во Македонија и во Балканот. И верувам во тоа. И треба државата, треба секој што барем малце ја сака планината да даде допринос во тоа. Вие, Ризановски, какви чувства буди кај вас шапка кога ја гледате од долу од Тетово? И гордост и така што, например, центарот останува ист, со некои мали Останува ист или назадува? Останува ист, со некои позитивни од година што се трудиме свиде да направиме за планината. Само со тек на годините, ја мислам дека освен ако не дојде некоја страна да инвестира и да не подучи како треба, нема да успееме сами. Нема да успееме. Добро, имате чувство дека доека го очекуваме тој странски инвеститор, без разлика дали ќе бидат катарските или некои други, државата има јасна стратегија што сака и има ли јасна замисла, визија што сака со Попова шапка? Мислам дека има, да. Да, мислам дека има. Има замисла и ја би рекол и план Б за државата да уложи на Попова шапка и треба. Добро, 3 најконкретни работи што ги очекувате до следната сезона. Што мислите дека и вака ќе можеме да ги завршиме како што треба? Најконкретни работи може да се стави нови жичарници. Тие се најбрзи работи, кажано. Битни работи. Ние гондола, се разбира. Ние нов 600, ние со еден 600 функционираме, супер. Но ние е потребен да ја искористиме планината. Планината дел е празна без... Значи, ние сакаме да повржеме со уште еден 600, за да има повеќе патеки. Доволно ни е само за наредна година да започнеме. Тоа не може за една година да се направи. Мислам дека најбрзо може да се направи скилифт. Доволно ни е еден скилифт, 2, кажано, и се разбира за дечињата, за најмалите, доволно ни е, кажано, тепих, каде што во другите ски центри, почетниците, нема, си се симнал да скијаш, па си идеш пеш, кажано, или си штампаш. Имаш лифт, или, кажано, тепих, каде што те носи, па пак си... Значи, тие се, пак зборам за мали нешта што мали можете и сами да ги направите. Што можеме сами да направиме. Тоа, јас во разговор со еден околу 100-150 евра е еден тепик да се стави. А тоа за државата не е ништо. Вука Ризановски, Станислав Бојчевски, благодарам многу за гостувањето во денешното издание се каже. Благодарам и на вас на поканата. Почитувани останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.